Нискиот животен стандард без парицата, но и последиците од пандемијата го скратија задоволството наречено зимување. Ако некогаш на зимски одмор се одеше без размислување, сега за жал математиките не го дозволуваат тоа, велат анкетираните граѓани. Парите ја изгубија вредност и едва ги плаќаат сметките и ги полнат фрижидерите, а не пак да си дозволат неколку дена да платат аранжман за целото семејство во некој од зимските центри. На суво скијаме. Луксус зимувањето? Па би рекол да. Поготово кога е за скијање, сноубордање, такви ствари, да. Скапо е? Да. Зимувањето е секогаш поскапо од летувањето, тоа е дамнешна кажано. Меѓутоа се трудиме. Работиме, се трудиме. Па не, нема снег да ти кажам оваа година, така да не. Скапо ефтино е? Па за кој како? Оние со подлабок џеб велат дека биле на зимување, но не во Македонија, зашто одамна не живеат тука. А како што велат со македонски стандард, тешко дека некој може да си го дозволи ова задоволство. Одиме, да, освен за пандемијава или кога беше кога не смеевме да патуваме, сега бевме, само што се вративме. Скапо ефтино е? Па зависи каде одиш, да, знае да биде скапо. Сега јас не живеам тука, ние можеме да си дозволиме да одиме. Па секогаш било, мислам, али не дека нешто е многу посменето, така со малку повеќе штедење може да се отиде на зимување. Ако претходните зимски сезони повеќето семејства можеа да одвојат пари од семејниот буџет за барем викенд одмор на некој од планинските ски центри во соседна Бугарија, годинава повеќето се одлучуваа за еднодневна прошетка на снег на некој од македонските ски центри, како што се Маврово, Попова, Шапка и Нижеполе. За да се замине на зимување, мора да се штеди, но не со македонска плата, велат граѓаните. До тогаш ќе се сеќаваат само на оние убави моменти и години кои ги доживеале изминатиот период. Како што за Алфа изјавија дел од туристичките работници, годинава цените за аранжман за ски центри поскапеле за 40%. Оваа година се соочуваме со доста зголемување на сите цени кои што претходно не биле толку како што се годинава, во смисла економската криза си го направи своето. За Банско како зимски скијачки центар кој што беше доста близок до нас, пристоен хотел 3-4 звезди, 3 ноќевања со појадок и вечера и превоз чинел околу 120 евра. Оваа година цените се од 160 евра па може би и нагоре. Тоа поскапување не нуди некое подобрување на самите услуги. Освен дома, Маврово и Попова, Шапка, но и во соседна Бугарија, дел од граѓаните заминуваат и на Копаоник во соседна Србија, но тоа е авантура само за оние со подлабок џеб.